Еј, престани да звониш, бе. Видеа, бе, ти филер е стајала гуска една. Аман. И на работно место не може човек да најде време за себе. Звони кој да умрел некој. Ало. Ништо не те слушам, ало. Аман, човеку, не викај толку. И не збори брзо, и плукне тоа мастиката. Немаш мастика. И сега шо ти правам? Шо ти правам? Точак ли сакаш да ти купам? Точак да ти купам? Тоа ти реков. Ајде, диши. Диши, смири се. Диши. Диши полека. Ајде, така. Ало, не диши само ко манијак некој. Диши како кај пулмолог. Ете така, ајде, диши. Ајде, диши. Ајде, успори сега. Диши. Сега застани малку, задржи. Држи. Абе, те заебавам. Ја те заебавам. Ти се молам, господине. Ние сме институција, бе. Кај се видел некој да се заебава по македонските институции? Ај сега кажи кој бараш. Градска. Бараш градска. Шо градска? Градска библиотека, градска автобуска, не си јасен. Како онкологија? Немаме тука онкологија. Не. Доктор Менгеле у државна, не. Овде се све фини доктор. Травматологија бараш, не бараш онкологија. Па така кажи, господине, имаме травматологија. Полна ко брод, ко Здравко Чолиш да има концерт. Така слушам. А со кого зборуваш? Лично и персонално, дежурна главна сестра Лидија овде на травматологија. Ја шо ќе кажам и поп шо ќе закопа тоа е, господине. Од мене поглавен е само директорот на болницата, ама кој е тука. Кога не е тука, сестра Лидија пали и гаси. Човеко, ке се качиш и ке ме видиш. Лидија, качи се на трети кат па видија. Јас сум ти попозната како Лидија пали гаси. Јас сум таа што може да ти обезбеди кревет и јастуче. А чаршаф инфузија од дома ќе ти донесе. А не бараш за тебе, за татко ти бараш. Има скршена нога и болки. И ќе мора да го примиме са бајлете му прават операција. Колку години има другарот татко? 78. Па шо се заебавате, бе, човече, бе, за малце ли ќе го местиме стариот, бе? Кој ќе те кошта поправање, него испраќање? Ќе го оперираме, ќе го исправиме, утре пак ќе ти падне. Окей, те разбрав, ти треба кревет. А народен херој. Па не знаев. Важи, ќе го сместиме. Чекај. Реков ќе го сместиме, ама не ме дослуша, господине. Ќе го сместиме кога ќе се ослободи кревет. Сега се е полно. Ко умывар за пасоши. А докторот ти рекол дека јас ќе ти завршам работа. Тој доктор секој ден ме е 1 април, шегаджија. Спремен си да се реваншираш? Па шо не кажеш, бе, господине? Абе, шо не кажеш? Абе, смири се, полека, се е супер е се, смири се, ке се реши. Ајде, еве се сетив сега на нешто. Ја тебе кревет, господине, ти мене кревет. Ја тебе all inclusive за народниот херој, ти мене all inclusive. Утре са бајле, ке си дојдеш карши болница. И ќе бараш туристичка агенција 9 браќа на па 2 праќа. Ке влезеш внатре, ке го бараш братот од лево арка и ке му кажеш 3 кревета all inclusive за сестра Лидија. 7 дена понудата за Певко Хориш. Да, знаем која е гледа. Да. Ете. И ќе ти дадат ваучер. Ваучерот ќе му го ставиш на татко ти у горното џепче у пижамчето. Да знам кој е човекот. Ете, пижами од дома ќе си носи. И ќе ми се јавиш. Ќе го оперираме. Ќе го сместам убаво креветче. Договорено. Супер.
А докторот не знам, со докторот посебно ќе се договориш. Мислам дека не работи он со агенцијава, ама со меневачницата до нив работи. Не се кире, татко им на 9 браќа ја држи. Така да ти сигурни раци си господине. Се е супер. Се е супер. Хајде сега имам друг повик. Хајде. Времето е пари.